Председателе, ви благодарам министра за исцрпниот одговор. Навистина, Министерството, тоест ресорот кој го водите, има особено значење и од аспект на развој на евроинтегративен процес, но и во однос на планот на раст и реформската агенда. И она што вие денеска го кажавте, сметам дека ќе биде особено значајно и за нас, како народни представници, но и македонската јавност ќе се осведочи со навистина одредени информации и на некој начин и ни се враќа и достоинството кога добиваме позитивна информација дека не сме сепак земја од третиот свет, не сме отфрлени на брегот на некоја друга планета, туку можеме полесно да се конектираме и да ги направиме, да ги изградиме мостовите онаму каде што припаѓаме, а тоа е во рамките на современиот, на европскиот поредок, ако сакате. Во поглед, ме интересира и ќе поставам уште едно дополнително кратко прашање, бидејќи темата е многу интересна и значајна и сметам дека треба да ги опфатиме сите аспекти на истата. Во поглед на економските и пазарните ефекти, дали сметате, тоест какви ќе бидат ефектите од воведувањето на RLAH врз домашните телекомуникацијски оператори и дали Македонија е меѓу водечките земји во регионот во исполнување на предусловите за оваа мерка и како се споредува со останатите земји од Западен Балкан? Ви благодарам.